Крајно неосновано и тотална невистина е вчерашното решение на министерката за труд Мила Царовска. Обвинува првиот човек на Сојузот на синдикати на Македонија Живко Митревски. Вели дека обидот за смена на раководството е незаконски, без избори и без конгрес и историски скандал незапамтен во синдикалната историја на Европа. Изјави дека Царовска ја крие вистината дека решението го донела противзаконски, ја злоупотребила својата положба и истото е донесено против темелите на меѓународните конвенции. Митревски побара оставка од Царовска. Решението на Мила Царовска од 4.8.2017 година е ништовно, бидејќи е спротивно на основната темелна конвенција на Меѓународната организација на трудот, број 87, во кој член 2 и 4 за слободата на синдикалното организирање јасно наведува и строго забранува какво и да било мешање во делот на автономијата на синдикалното движење и во делот на реализација на слободни избори. Секој лаик знае дека единствен закон во кој е уредена постапката за синдикатите е Законот за работни односи, во кој што членовите 184 до 202 се регулира целокупната постапка на синдикатите, за статутите на синдикатите во член 184, кои утврдуваат постапките за избор или за промена, барањето за упис во член 197, а особено член 193, кој јасно укажува на кој начин се евидентира задолжително секоја промена во синдикатите, што беше и основа за поведување на постапка и барање од страна на ССМ за поништување на решението на министерката Ременска. Министерката за труд Царовска соопшти дека решението кое што Министерството за труд и социјална политика го прогласи за ништовно е врз основа на Законот за општа управна постапка, а не врз основа на Законот за работни односи. Па затоа претходниот министер Ибрахими не требал да го поништи решението на Фросина Ременски, бидејќи Министерството нема законски услови да го поништи тоа решение. Подршка на Сојузот за синдикати на Македонија минатиот период дадоа Светската и Европска конфедерација на синдикати, со објаснување дека со мешањето од владата се нарушува автономијата на синдикалното организирање.